Како што секогаш кажам, недела сабајле ми е посебно сабајле на мене. Секој недела сабајле. Како прво затоа што по моја онака желба си стана многу рано од сабајле да си поминам малце време во читање и молење и пишување, некои такви работи што мене ме, како да кажам, мене ми значат. Ама една друга возбуда ме тепа секоја недела сабајле, тоа е дека одам во црква. Во црква некако црквата ми е како еден зрак на огромна надеж дека ова што сега го живееме не е само единственото нешто што постои тука е само еден предвкус, вака би го кажа, како предвкус на она што тек доаѓа, тоа што допрва доаѓа. А тука сега ние можеме да го искусиме во љубов, со радост и да го славиме нашиот Бог. Јас сметам дека тоа е прекрасна можност да се потсетиме зашто сме ние повикани. Овие 3 недели, последните 3 недели, вклучувајќи и ова, проповедам една тема која е поврзана со реформацијата, со протестантската реформација, која се случила 15-16 век. И проповедам на тие начела кои ги има реформацијата. Значи, тој момент во историјата кога црквата се реформира. Значи, моментот кога црквата, голем дел од тие водачи во црквата кажуваат ние треба да се вратиме на корените, да видиме што е тоа што Исус го поучувал, што е тоа што можеби патем сме го заборавиле, не сме го разбрале добро, што е тоа на кое треба да се потсетиме, да се вратиме и да го славиме и да веруваме вистински тоа што Господ нас не повикал да го веруваме. Најпознатиот лик од реформацијата секако е Мартин Лутер, така се вика, Мартин Лутер, германец. Нормално германците прават само овие светски револуции, само германците ги прават. Дали е светска војна, дали е светска револуција, од Германија почнува. Скоро секојаш. Мартин Лутер станува монах 1505 година. Тој влегува во еден манастир, значи тоа е пред многу време, 1505 година. Влегува во манастир и како што така Господ го скроил Мартин Лутер, Мартин сваќа буквално. И ако Мартин сваќа буквално, тој пристапува искрено кон секоја работа. Она што Мартин го сватил како многу важно за својот христијански живот е исповедта, исповедањето. Тој знаел дека кај Господ грев не може да отиде. Мора да бидеме совршени, зашто Библијата повика бидете свети како што тој е свет. Само што до тогаш многу било расширено верувањето дека Господ ќе те казни. Господ едва чека да сгрешиш и одма молња да ти пушти и така натаму. И Мартин Лутер се плашел од гневот Божи, од судот Божи се плашел многу. И тој почнал да се исповеда. И знаете, во манастирот, кај што бил, има тој што се исповеда, ама има и тој што ја слуша таа исповед. Замислете да бидете тој на кој Мартин Лутер се исповеда. Мартин Лутер секој ден, со сати се исповедал, а човек требало да го слуша. Замислете каква е тоа тортура. Човекот почнува да се исповеда за се и се што направил, што не направил, за сите мисли, за сите можни мисли, за сите намери. Тортура. И тој што го слушал во еден момент и се откажал од друже, не може да те питам духовен отец затоа што си напорен. Мартин Лутер. Ја мислам дека човекот кој ги слушал неговите исповеди треба да се прогласи за светец, пошто тоа е тешка работа. Летоска бевме на една конференција со луѓе од повеќе христијански традиции, православни, католици, ние бевме протестанти. Еден доминикански монах споделуваше со нас каков е животот во манастирот. Тоа мене многу ме интересираше. И тој ми кажуваше како и навистина тој беше навистина предаден човек. Знаете, има утрински молитви, има вечерни молитви во кои тие се молат заедно. Имаат молитви кои заедно ги кажуваат. Абе вика, многу често пати едноставно не може да фатиме ритам и петте монаси што сме таму, пример ако се пет различни ритмови има на иста молитва, не можеш да се фокусираш и тоа фрустрација ствара неверојатна. Вика, ама знаеш што? Па и преку тоа Бог го расте моето трпение. Вау, и стварно е така, човече. Бог све користи за да растеме. Јас верувам дека на Лутер исповедникот или пораснал во верата ете многу,
Или човекот едноставно се откажа од Христос како нешто што не може да се носи. И тоа трае да се додека Лутер не се сретнал со псалмите, почна да ги проучува псалмите, почна да ги чита. И тоа му била една од првите работи која го вработиле како библиолог, како професор по теологија, по Библијата. Тој почна псалмите да ги проучува. И тоа што е интересно, правдата Божја, од која тој толку многу се плашел, одеднаш ја разбира на еден друг начин. Тој разбрал во тој момент преку псалмите, почнал преку 31-виот псалм, дека Божјата правда не доаѓа преку активно спроведување на казна. Знаете што е активно спроведување на казна? Тоа е како ништо викаме лов на вештерки. Лов на вештерки се случува тогаш кога една да кажеме гарнитура владина почна да ги лови тие што се опонентите. И сега им бара, што викаме ние, влакново јајце. И ким најде, што е да е, тоа е тоа. Мартин Лутер на таков начин го доживува Бог и неговата правда. Мислел дека Бог цело време е на штрек и едва чека да сгрешиш за да те казни. Читајќи ги псалмите, тој гледа нешто друго. Тој има наместо активно спроведување на казна, тој гледа дека Бог својата правда ја извршува преку пасивно подавање на благодат и милост. На тој начин Бог ја спроведува својата правда. Христос беше оној кој ја спроведе правдата во целост. Божјата правда, тој ја спроведе во целост. Но, на кој начин? Тој беше оној кој ја плати цената за таа правда, за да може во праведност да искаже милост и благодат. И така Лутер доаѓа до она што го проповедав најпрвиот пат, сола грација, или само благодат, само милост. И така протестантската традиција проповеда за милоста како авангарда, како нешто кој пробива, кој оди како нешто револуционарно, кој оди напред пред сите тие други поучувања кои ги имаме, затоа што разбираме дека се е по милост. Ништо од тоа што го примаме од Бог не сме го заслужиле. Тоа што сме го заслужиле е казна, но казната ја претрпе самиот Бог. И сега по правда Бог на нас не искажува милост. Чуден Бог. Гледајќи на Божјото делување, Бог дојде кај човекот. Бог пристапи, Бог се даде, Бог поднесе, Бог обезбеди. Сола грација, само благодат. И со спроведување на таа Божја правда, наместо Божјата правда да биде отворување на нашиот најголем страв, станува место на нашата најголема утеха. Бидејќи во Исус откривме дека нашиот Бог е само пожртвуван Бог и милостив Бог. Сола грација. Минатата недела зборува за уште едно од тие начела на протестантската реформација, а тоа е сола скриптура, или само писмо, само Библијата. Еве Библијата, фанчев само дигне да видат. Еве Библијата, само Библијата. Сола скриптура. Јас сакам да појаснам што не значи сола скриптура. Сола скриптура или само Библијата не значи јас и Библијата на пуст остров и тоа е доволно. Тоа не значи тоа. Понекогаш ние протестантите поштептени го сакаме тоа начело, ќе кажеме само Библијата ти е доволно и така. Реформаторите не мислеле така. Кога кажувале сола скриптура, тие мислат на нешто друго. Тие претпоставуваат дека потребна е традицијата за толкување, потребна е црквата за толкување, потребен е пасторот за проповедање. Сите тие аспекти се многу потребни. Но само Библијата или само писмото останува врвен авторитет за пораката за спасение. Тоа е многу важна работа. Целото наследство кое црквата го има е важно за сите аспекти на христијанскиот живот. Традицијата е онаа преку која ние разбираме како да го толкуваме писмото. Јас за да го толкувам писмото, го читам писмото пред се и најмногу, но читам и што кажале другите за писмото до сега. Имав еден професор по теологија кој ми кажуваше вака: вика, кога читаш Библијата и забележиш или разбереш нешто што никој порано не го разбрал.
или не го видел. Видиш нешто што никој пред тебе не го видел. Вика има две опции. Или писмото во тој дел не го кажува тоа. Или втора работа, ти си гениалец. Тебе да мораш да видиш што е. Значи, читајќи го писмото, ние црпиме или учиме за животот. Но потребен е и оној глас на црквата низ историјата да ни помогне да го разбереме писмото, традицијата. Сола скриптура значи дека писмото останува врвниот авторитет преку кој ние судиме што е и како треба да веруваме и како треба да живееме. Како што видовме дури и апостол Павле минатиот пат видовме, Евангелието и сведоштата на апостолите за Исус Христос ги потврдува со писмото. И еве еден дел кој вели вака, 1 Коринтијаните 15:3-4 вели вака: ви го предадов најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите греови. И сега Павле тоа го слушна, така ли? Ама виде, дека Христос умре за нашите греови според писмата, и дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна, тоа го слушна според писмата. Много интересно, нели? Дури и апостолите, оние кои го следеле Исус и оние кои единствено можеле правилно да ја кажат пораката за Исус, која Исус ја кажува, и единствени да пренесат што е тоа што Исус го правил и го поучал, бидејќи тие биле најблиско до него, ти го слушале ден и ноќ во текот на тие 3 години. И тие требале тоа да го потврдат со писмото, кој во тој момент бил Стариот Завет. И ако ги читаме евангелистите, евангелистот Матеј, ќе има колку многу секое раѓањето на Исус, делувањето на Исус, некои работи што ги прави Исус, смртта, воскресението, тој ги потврдува со пророштво од Стариот Завет. Сите до едно писмото. И јас верувам дека реформаторите го имале токму овој поглед на писмото како конечен авторитет за толкување на најважните вистини за човекот и за спасение. Доста повторување. Се надам дека научивме нешто. И денес доаѓаме до трето од тие 4 начела, иницијални начела, 5 биле на крај, ама 4 биле онака присутни за време на реформацијата. А тоа е начелото Solus Christus, или само во Христос. Само во Христос начелото стои во центарот на сите останати сола кои постојат од протестантската традиција. Тоа е точка на поврзување и прилепување на сите останати. Само во Христос стои во средината, бидејќи целото писмо Христос го става во средиштето на својата порака и објава. Ако ја земеме Библијата и земеме да ја читаме и ја отвориме и гледаме, ќе гледаме дека од првата страна до последната страна Христос, Исус Христос е пораката на целата Библија. Тој стои токму во средината на целата порака. Помеѓу Стариот и Новиот Завет, како преломна точка е Христос. Тој стои во центарот на таа библиска порака. Кој е Христос и неговото совршено дело на откупување е причина за се останато. И затоа оваа сола е толку важно да се разбере правилно. Христос е срцето на христијанската порака и надеж. Ако некој ден, не дај Боже, јас од тука проповедам друго евангелие, ве молам, одете си до оваа црква. Ако јас од оваа говорница проповедам било што освен Христос за спасение, одете си до оваа црква. Затоа што Христос е центарот на христијанската порака. На кој начин можеме да го видиме Христос како централна точка? Подобро не можеме да го видиме од она што апостол Павле го пишува до црквата во Колоси. Колосијаните е едно комплицирано писмо, посебно до првиот дел, каде што има малце теолошки заврзглами, каде што треба да се читат во контекст и на Стариот Завет, па и во контекст на грчката филозофија, во седно. Апостол Павле тука е брилијантен кога пишува. Кога студирав теологија и кога дојавме до овој текст, искрено да кажам, сум ја читал претходно Библијата, ама знаете, кога сте фокусирани на овој текст, едноставно во тој момент бев занемен од убавината и содржината на овие зборови кои сега ќе ги прочитам. Овие зборови како прво се убави.
И се претпоставува дека дел од овој текст бил и некаква рано христијанска химна. Потекнува дури и од времето на апостолите, кога тие измислили и ја пееле за да можат да го пренесат усмено тоа што го верувале за Христос. Ќе читам Колосјаните, првата глава, 15 до 23 стих. Значи Колосјаните 1, 15 до 23. Слушате внимателно што вели текстот. Се вели за Исус. Тој е слика на невидливиот Бог, првороден пред секое создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо. Било престоли, било господства, било началства, било власти. Се е преку него и за него создадено. Тој е пред се и во се во него стои. И тој е глава на телото, односно на црквата. Тој е почеток, првороден од мртвите, за да има првенство во се. Бидејќи во него благоволи Отецот да ја насели сета полнота и преку него да измири се со себе, или земно, или небесно, творејќи мир со крвта на неговиот крст. И вас, кои некојаш бевте отуѓени од Бога и непријатели поради помислите кон лоши дела, сега ве примири во телото на неговото тело, преку неговата смрт, за да ве представи пред себе свети, непорочни и без вина. Само ако останете во верата тврди и непоколебливи и бидете неподклонливи од надежта на Евангелието што го чувте, кое е проповедано на секое поднебесно создание, и кому што јас, Павле, останав слуга. Амин. Не мора да потенцирам колку е комплексен овој текст. Може би сега имате чувство како ништо да не сум прочитал. Што прочита Живко се? Нешто имаше поднебесно создание, што е тоа? Имаше тело во неговото тело во тело, што е тоа? Малце комплексно. Овој текст јас ќе го образложам преку писмото. Онака како што реформаторите верувале дека писмото се толкува преку писмото, јас ќе се обидам токму тоа да го направам. Кога пишувам често, тој секој недела сабајле кога ќе станат моите керки и кажат тато колку напиша, јас ќе кажам 5 страни, кажу вау, колку си напиша. И за нив е тоа многу. И 5 страни можеби за мене е нормално кога пишувам проповед од прилика 5 страни ми се големи, да знаете, толку се проповедите. Single space. Кога пишувам често се навраќам на некои реченици да видам дали се јасно искажени, дали е јасно пренесена пораката која сам да ја кажам. Посебно кога треба некоја важна поента да се каже. Се навраќам одново и одново да го прочитам тоа, да видам како резонира внатре во мене, дали јас ќе го разберам, а што ако некој прв пат го слуша тоа. И ми треба неколку пати да го видам текстот, да го пиши, бриши, да направам, да го реформулирам, за да испаднам со добра реченица во која ќе кажам, веќе сега е јасна реченицата, можам да го пренесам тоа. Тежок процес е мислата да се стави на хартија, верувајте ми. Имајќи во предвид дека голем дел од посланијата кои апостол Павле ги праќал до црквите се диктирани од него, а пишувани од некој негов соработник, не може да се превиди бистрината на умот што ја има со тоа што го кажува во еден здив. Не е можно колку неверојатно тече мислата на Павле без прекин, толку совршено опишувајќи, толку комплексно, но едноставно од друга страна, опишувајќи го Христос. Кој е Христос? И длабочината на тоа што апостол Павле го кажува, а он тоа го дури и диктира. Дури на иконите, кои ќе видите апостол Павле, ако видите некој икон од него, ќе видите дека како прво нема коса тука, опадната му е косата и главата му е вака како малце тука поиспапчена, затоа што човекот бил многу паметен. И му се гледат многу бразди на челото. Едноставно човекот бил неверојатно бистар и мудар и исполнет со Божиот дух. Ќе го прочитам првиот дел од ова и ќе го толкувам преку писмото. Вели вака: тој е слика на невидливиот Бог. Исус е слика на невидливиот Бог. Првороден пред секое создание. Павле не носи на почетокот. Тоест,
пред почетокот, бидејќи тој нема почеток. Бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и се што е на земјата, видливо и невидливо. Било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку него и за него создадено. Тоа може би сега не потсеќа на воведот на Јовановото Евангелие. Во почетокот беше зборот, и зборот беше во Бога, и зборот беше Бог. И тука во почетокот Бог преку тој збор создава се, преку тој збор создава се што гледаме, се што не гледаме, и на крај тој збор преку кој Бог создава, тој збор стана еден од нас, тој збор стана тело и дојде помеѓу нас. Со други зборови, Исус се роди. Се е создадено преку него и се е создадено за него. Тој е причината за апсолутно се. Нема друга причина. Овој универзум нема друга причина освен Христос. Точка. Апсолутно се зависи од него. Тој е пред се и се во него стои. Павле го става Исус во центарот на својата порака, бидејќи самиот Исус себе си се става во центарот на неговата порака. Павле не кажува нешто ново. Павле едноставно го кажува тоа што Исус го кажува за себе. Исус ќе каже: "Јас сум лебот на животот" во Јован 6:35. Исус кажува дека секој човек има глад, секое живо битие на оваа земја има глад кој се не може да се задоволи со ништо друго, со никаква друга храна не може да се задоволи тој глад освен со него. Исус вика: "Ако сакате да бидете нахранети, еве ме мене, јас сум лебот на животот." Исус ќе каже: "Јас сум патот, вистината и животот." Ова најверојатно изјава со која Исус се става себе си во центарот на апсолутно се. Тоа може би сега не ви значи многу на вас. Но ако некој ви каже, или јас, замислете јас да кажем, слушате ме сега, јас сум патот, јас сум вистината и јас сум животот. Каже, овој е надоен. Овој мисли за себе нешто што не е. Очигледна е работа. Исус токму тоа го кажува за себе. Тој тврди дека е патот. Секој човек оди во некаков животен правец, без разлика дали е гласен за таа работа или не. Едноставно човекот почнува некаде, оди на некаде, оди во некоја насока во животот. Исус кажува: "Ако сакате да одите правилно во животот, јас сум патот. Нема друг пат. Што сакаш прави, јас сум патот." Тој тврди дека е вистината. Начин на кој ние размислуваме и ги разбираме нештата е како последица на нашето образование во целост, но и тоа што сме дел од одредена култура. Кога ќе го кажам зборот вистина, на што го асоцира тоа? Обично во нашето општество или во западната култура, вистината е абстрактен поим, за кој треба да дебатираме, да разговараме, треба да промислуваме, треба логика, треба филозофија да се дојде до вистината. Во Исусовиот случај, вистината не е абстрактен концепт. Вистината е личност. Исус вика: "Ако сакате да ја спознаете вистината, јас сум вистината." Секако треба и филозофија, како што гледаме, тоа што Павле го користи тоа, логика, филозофија. Но, за спознавање на вистината, треба да го спознаеме Христос. Толку. Христос вика: "Сакате да дојдете до вистината, јас сум вистината." Тоа е стандардот, тоа е суштината на вистината. И тој на крај тврди дека животот. Синок ја имав честа да присуствувам на една моторџиска прослава. И беше многу јако, да ви кажам искрено. Моторџи таму со чопери се собраа и јас имав честа да бидам таму. Јас искрено да бидам најдуздисан бев, најубаво облечен. Штета, требаше да земам некоја црна облика како ми да се вклопам таму малце. Светев како неонка таму. Нема врска. Се најдов дури со некои луѓе со кои се познав уште од дете, дошле од Моноспито, од селото кај што поразнав. Дојде еден моторџија, what? И он бил дел од тој мотоклуб, па се поврзавме, си правевме муабет. И така се зборам, вика вака, моторџиството е уствари на некој начин желба за животот, да се искуси животот, да се исполни животот со нешто. Таа авантура, тој порив на животот да се искуси во целост. Исус на некој начин кажа: "Јас сум животот." Исус ја валидизира оваа желба, овој порив натре нас да го искусиме животот. Но од друга страна Исус ќе каже: "100 мотори да имаш, по 1000 километри да возиш на кај да сакаш во денот, нема
да го искусиш животот, освен ако ме немаш мене, бидејќи јас сум животот. Јас сум оној кој го исполнува животот. Солус Христос значи во конечност дека само преку и во Христос ние имаме живот. Тоа значи дека само преку Христос ние сме ослободени од робството на лагите и престојуваме во вистината. Бидејќи Христос е вистината. Тоа значи дека само Христос е животниот пат на кој пат ние можеме да чекориме сигурно дека по тој пат ние преку смртта, која е неизбежна за секој еден од нас, преминуваме, преку смртта преминуваме во вечниот живот, кој е нашата конечна надеж. Само по Исус, кој е патот, овој живот има смисла затоа што завршетокот не е со смртта, туку е воскресението и вечноста. Доаѓаме во вториот дел од тој текст. Тој текст што го прочитав го поделив на 3 дела. Вториот дел го нареков есхатологија. А тоа е наука за крајното време. Апостол Павле продолжува вели вака за Христос. И тој е глава на телото, односно на црквата. Црквата, кој кажам црквата, понекогаш ние имаме во главата зграда со камбани, со тули и така натаму. Апостол Павле вика тој е глава на телото, односно на црквата. Црквата се луѓето. Тоа е црквата. Црквата не е абстрактен поим. Црквата е телото кое е составено од луѓе. Вели, тој е почеток, првороден од мртвите, за да има првенство во се. Бидејќи во него благоволи Отецот, и ова е многу јако. Бидејќи во него благоволи Отецот да ја насели сета полнота и преку него да се измери со себе. Бог благоволи сета полнота, божествена суштина, божествена природа да биде во Исус. И преку него да измери се, да донесе мир во сите аспекти на постоењето, или земно, или небесно, творејќи мир со крвта на неговиот крст. Еве дојдовме пак до крстот. Есхатолошки, кога размислуваме за тоа што Исус го прави, ние секогаш мора да го имаме во предвид созданието, каде што ние сега пребиваме, но мора да го имаме во предвид и новото создание. Нешто кон кое ние одиме. Од она со кое ние сме запознаени и за кое можеме да разговараме сега, е созданието во кој ние сме дел. Ние сега може да разговараме за овој свет. Овој свет ни е познат. Знаеме како функционира овој свет. Знаеме за правдата, знаеме кога правдата ја нема, знаеме за љубовта, знаеме за радоста. Сите тие се делови од ова создание, кои на нас многу ни значат. Луѓето за љубов прават чудни работи. Луѓето за правда прават неверојатни жртви. Луѓето за радост трошат неверојатни пари. Тие се нешта кои на нас многу ни значат. И тие се дел од ова создание. Но голем дел од тие нешта за кои зборувам сега се дел и од новото создание кое доаѓа после воскресението. Создадени на Божиот образ, ние имаме интелект да размислуваме и да промислуваме за созданието во кој ние сме сега дел. Но во Христос ние имаме шанса да бидеме дел од новото создание, од она што Бог го наумил како конечно за се што создал. Во тоа, патот го отвори само Христос. И местото каде неговото ново создание се случува, знаете ли каде е? Тоа е црквата. Црквата е местото преку кое неговото ново создание се случува. Може би во општеството црквата е толку небитна и денешната култура смета дека ја има прераснала од црквата. Веќе црквата не е некој си не знам што фактор во општеството. Ние сме деца на науката, ние сме деца на не знам што. Црквата во 21 век, кој верува веќе во некои такви работи? Но знаете ли што? Христос не е глава на владата или на банката, туку тој е глава на црквата. Црквата е место каде што неговото делување се случува и преку црквата Христос го носи новото создание, преку силата на воскресението. Еден мал впечаток како изгледа тоа ново создание, сега ќе ви кажам како изгледа. Овде, во ова место доаѓаме сите со различни позадини.
Јас потекнам од Моноспито. Диме од Свети Николе, не знам. Сите сме од некаде. Никола од Чешка, не знам. Сите доаѓаме од различни места. И ако сакаме, и ако отвориме нашето срце, ние овде на ова место, без разлика на сите фактори кои се околу нас, ние може да бидеме како семејство. И тоа е црквата. Тоа е новото создание. Без разлика на позадината од која доаѓаме, не постои тука човек кој ние сега ќе кажеме сега ќе ти задам јас долниот веч, сите да ти го видат и да ти кажат и така натаму. Едноставно не постои тоа. Зошто? Затоа што по благодат ние стануваме тоа што Христос нас не повика да бидеме, а тоа е негово семејство. И знаеме дека секогаш кога ќе дојдеме тука, би требало така да биде. Тоа треба да биде место каде што ќе ја почувствуваме Божјата љубов и ќе го доживееме неговото действување. Тоа е силата на воскресението, тоа е новото создание. Што тоа значи? Секое раѓање и секој погреб не води до размислување за почетоците, но и за краевите. Тоа се факти на животот. Исус ќе каже, јас сум Алфа и Омега. Преведено на нашки значи, јас сум А и Ш. Првата буква и последната буква. На маргините на нашето постоење, таму каде што се почетоците и краевите, можеме да го видиме него како почетникот и како завршетокот на нештата. Измеѓу имаме апсолутно се што можеме да се соочиме. Нашите борби, нашите стравови, животи, желби, љубов, работа, стрес, одлуки. Ако овие нешта не се во согласно со нашиот почеток и крај, растрганоста која чувствуваме ќе не излуди. Ќе нема да можеме да го поднесеме животот. Решението е во тоа да Христос го прифатиме тоа што е. А тоа е дека тоа е нашата сеопфатна реалност. Постои еден концепт кој јас го научив пред некој време, се вика сеопфатна реалност. И мораме Христос така и да го прифатиме, дека тоа е таа сеопфатна реалност. Тој е на почетокот, тој е на крајот, тој е измеѓу, тој е во се и преку се и се е за него. Тој е почетокот и крајот. Тој е причината за се, тој е целта за се. Таа сеопфатна реалност не води во последниот аспект од нашиот повик, кој што апостол Павле тука го покажува. Тоа е искуството кое ние го имаме со тоа начело Солус Христос. Какво искуство имаме? Апостол Павле продолжува и го завршува текстот вака. И вас, кои некогаш бевте оттугени од Бога и непријатели поради помислите кон лоши дела. Верувам дека сите ние имаме на таква меморија во нас. Сите до еден. Дека бевме оттугени од Бог, дека сме биле непријатели кон Бог заради помислите кон лоши нешта. Знаете, јас не охрабрувам мислење во кое некој ќе ми каже, јас од секој сум бил добар. Тоа значи дека не се познаваш добро. Тоа значи. Никој од нас не бил од секојаш добар. Јас знам по Божја благодат дека уште од дете сум бил лош. Уште од детенце сум бил себичен, завидлив. Уште од дете сум бил осветли, да се осветам сакам. Таков сум бил. Со краток фитил. Без скрупулозен. Таков сум бил уште од дете. По Божја благодат. Се надевам дека голем дел од тие нешта не се дел од мене. Ама дека сум бил од секојаш добричок, може само се лажеме, но тоа не е така. Вели, и вие, кои некогаш бевте оттугени од Бога и непријатели поради помислите кон лоши дела, сега ве примири во телото на неговото тело. Тој сега ве примири во неговата црква. Станавте дел од неговото тело, во неговата црква. Преку што? Преку неговата смрт, за да ве представи пред себе свети, непорочни и без вина. Ние кои бевме оттугени, непријатели и полни со лоши дела, сега преку Божја благодат, преку крстот, преку неговата смрт,
Ние сега сме представени како свети, непорочни и без вина. И па јас сакам таков да сум. Ама Христос е патот. Само, продолжува апостол Павле, само ако останете во верата тврди и непоколебливи и бидете неотклонливи од надежта на Евангелието што го чувте, кој е проповедено на секое поднебесно создание и кому што јас, Павле, му станав слуга. Знаете, луѓето од различни причини доаѓаат кај Христос. Имаат различни очекувања. Сегаш кога човек доаѓа прв пат кај Бог, тој доаѓа со некаква листа, верувате ми. Доаѓаат со некакви предпоставки, со некакви желби, со некакви разбирања веќе. Може би ти сега и овде доаѓаш кај Исус со некои своји очекувања. Може би ти имаш некој свој лист, онака, за штеклирање, што треба да се штеклира. Може би примарната причина да се дојде кај Исус во тој момент не е ни Исус. Може би нешто друго, може би некоја мака. Може би е некоја збунетост. Може би некоја потешкотија од знатре. Може би некоја изгубеност. Некоја корист, не знам. Само оние кои го избра Исус заради самиот Исус, разбраа точно кој тој. Инаку нема да го разбереме Исус воопшто. Ако не го избереме Исус заради Исус, ќе мислиме дека премногу бара, ќе мислиме дека се занесува и ќе мислиме дека е неделотворен. Ти правиш нешто, ама нешто нема корист од таа работа. Не знам што е работа. Имаме приказната за Марта и за Марија во Библијата. Две сестри, Марта и Марија, биле пријатели на Исус. Исус доаѓа кај нив дома и што прави Марта? Во приказната Марта оди и средува се, постила кревна, чај спрема, кафе, не знам што оно, колачите ги прави затоа што Исус е на гости се. Мора се да е совршено. А Марија седнала до Исус и го слуша што збори. И Марта се лути. Аман Марија, што личи тоа? Па ништо не помогна и така натаму. Исус на Марта и вика: Марта, Марија го одбра подобриот дел. Марија го одбра тоа што требаше ти да го одбереш. Одбери ме мене. Имаме приказната за богатиот младич, кој дошол кај Исус, за Исус да му даде само уште една заповед, затоа што другите 10 тој ги исполнува, за да може животот да му е подобар. Сепак си отишол разочаран од Исус, бидејќи не дошол за Исус, туку за таа уште една заповед. Абе, де напиши ми уште една заповед? С краја, готово, ќе знам све. Ако не дојдеш за Исус, нема да бидеш задоволен од Исус. Порано или покасно ќе разбереме дека целта за доаѓањето во црква или поточно кај Исус е самиот Исус. Ако доаѓаме за било што друго ќе се разочараме. Па дури Августин ќе мислиме дека тоа е нова работа. Во 5 век Августин ќе каже многу малку луѓе во црквата доаѓаат заради Исус. Многу малку луѓе. Уште од 5 век е така. Ќе разбереме она што апостол Павле, што апостол Петар во еден момент ќе го каже ако дојдеме за Исус. Ќе го разбереме тоа што апостол Петар го каже овака: Каде да одиме, Господи? Само кај Тебе има зборови на живот вечен. Порано или покасно ќе останеш само со Исус. И тогаш ќе откриеш полнотата која доаѓа од Него. Тогаш кога си сам со Него. Ќе се соочиш и со изборите за кои Исус зборува во Евангелието. Исус, знаете, кога Исус доаѓа во вашиот живот, тој дава избори, тој не е насила. Исус не влегува во вашето срце со тоа што ќе урне вратата со нога. Исус не влегува така. Во многу нешта, јас го земам тој пример каде што Исус каже: стојам на вратата и чукам. Ако некој отвори, ќе влеза. Исус не е насилник. Тој никој што не ни бил. Секогаш кога ќе дојдеме кај Исус, ќе се соочиме со некои избори во нашиот живот. Можеби ќе се соочиме со тие зборови кои Исус кажува во Евангелието според Лука, кои сега ќе ги прочитам. Лука 14, 26 до 30 вели вака: Ако некој дојде кај мене и не го замрази татка си и мајка си, жена си и децата своји, браќата и сестрите, па дури и душата своја, тој не може да биде мој ученик. И кој не го носи својот крст и не оди по мене, не може да биде мој ученик.
Зашто кој од вас кој сака да созида кула, нема да седне најнапред за да направи сметка колку ќе чини и дали има се што е потребно за нејзино довршување. Воспротивно, ако веќе ги поставил темелите, а не може да ја доврши, сите што гледаат ќе почнат да му се смеат и да зборуваат овој човек почна да зида и не може да доврши. Размислете за оваа изјава. Ова е многу тешка изјава. Ако веруваме дека Исус ја зборува вистината, а верувам дека тоа го веруваме, тогаш ова изјава треба силно да не протресе. Многу тешка изјава е оваа. Ако останеме во верата онака како што апостол Павле не повикува, да бидеме тврди, непоколебливи и неотклонливи, тогаш како што Исус кажува, ќе мора да размислиме добро за тоа што значи да се следи Исус. Како што вели Исус, треба да си преспетаме пред време. Можеш да го следиш или не можеш да го следиш. Можеби никој од вас се уште се нема соочено со тој предизвик за кој Исус зборува овде. Дека ќе се оттуги од мајка, ќе се оттуги од татко, од брат, сестра, па ќе треба да се оттуги од својата душа, за да го следи него. Знаете, во некои земји тоа се случува. Пример, ако Македонија беше исламска земја, моментот кога вие станувате христијанин, моментот кога вие кажувате да на Исус, тоа е моментот кога вие кажувате да на семејството, затоа што семејството ќе го отвори. Имам еден пријател во Уганда, сика Феликс, и ќе го посетиме изгледа со трајча во февруари. Тој човек од муслиманско семејство, тој станува христијанин. И неговото семејство се оттугива од него. Се што бил или се што е, не може да го носи ни нивното презиме. Ништо. Затоа што тој станува Христов следбеник. Тоа е цената понекогаш. Во некои делови од земјата и ден денешен луѓето биваат убивани затоа што се христијани. Значи, треба да ја замрзи и својата душа. Треба да биде спремен да се оттуги дури од својата душа. Но никогаш не смееме да забораваме една многу важна работа. Тоа се звучи сега многу страшно. А тоа е дека нашата конечна надеж не е само во овој живот, туку и во вечниот живот кој доаѓа. Јас не сакам во никој случај ние да станеме луѓе кои со мислите и веќе со паметот се веќе во небото, во вечен живот е толку. Премногу сме фокусирани на вечен живот и катастрофа сме за овој живот. Не треба да станеме такви. Но од друга страна не сакам да станеме луѓе кои сме преокупирани со овој живот и да го заборавиме вечниот живот. Во никој случај. Ние мора да размислуваме за благословот кој Исус го носи и во овој живот, но и конечно за вечниот живот. Тоа е небесната награда. Тоа не смееме да го релативизираме. И тоа е многу важна работа. Ова е вистинскиот тест на воскресението, е првиот тест на верата. Може би сите ќе ви се допаднат Христовите зборови, поучувања, леле колку добар човек бил. Но кога ќе дојме до воскресението, тоа е или джа или бу. Или веруваш, или не веруваш. Буквално. Дали веруваш во воскресението? Дали веруваш дека Исус е алфа и омега? Дали веруваш дека Исус е пред почетокот? Дека Исус е надвор од сето тоа, но во исто време и се присутен во сето ова? Дали веруваш дека Исус е причината за се? Дали веруваш дека Исус е она пошто сите тие пророци од Стариот Завет копнееле да го видат? Дали веруваш дека Исус е ветувањето на Авраам, уште пред 2000 години да се роди Исус? Тој беше ветување на еден човек. Тој е во центарот на сите тие филозофии кои го барат центарот на животот. Сократ доаѓа веќе до тој концепт дека мора да извира од Еден. Се мора да извира од Еден. Затоа остави тој ја пи и чашата на отровот. Затоа е убиен Сократ. За крај сакам да заклучам со еден текст од еден теолог од 20 век Варфилд, кој бил професор на Принстон. Вели вака: спасоносната сила на верата не престојава во самата вера, туку во самотниот Спасител врз кого таа вера почива. Не е верата онаа која спасува, туку верата во Исус Христос.
Не е дури ни верата во Христос што спасува, туку Христос кој спасува преку вера. Спасоносната сила ексклузивно не престојава во актот на вера или во поведението на верата или во природата на верата, туку во објектот на верата. А во тоа целата библиска порака се преклопува, за да ние никогаш повеќе не разбереме погрешно и припишеме на верата дури и најмал дел од таа спасителна сила која во писмото му е припишена единствено на самиот Христос. Христос е објектот, е центарот на се. Христос е причината за се. Солус Христос. Само во Христос, кој е субјектот на нашата вера, ние сме спасени. И само во Христос почива нашата надеж. И само во Христос нашиот живот е исполнет. Ве предизвикувам, истражете го малце Христос. Возбудлив е. Читајте за Евангелијата, ќе видите кој е Христос. Ај се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодарам за тоа што го прати својот единороден син, за ние да бидеме воодушевени од тоа што ти го имаш направено за секој еден од нас. Фала ти, Господе, за тоа што Исусе Христе, сега и од моја гледна точка, ти кога си умрел си бил 33 години, за мене младич. Во тие 3 години, Господе Боже ме, ти ја отпакуваш целата мистерија на создавањето, целата мистерија на спасението, целата мистерија на Божиот план за овој свет. Фала ти, Исусе Христе, за тоа што во твојата праведност ти умре за секој од нас, за сега ние по благода да бидеме спасени, свети, чисти и непорочни пред Тебе, Господи. Татко мој, се е за Тебе, се е преку Тебе и се во Тебе стои. Прими целата чест и слава, Исусе Христе, за се што сме и се што ќе бидеме. Амен.